Благодарам, председателка. Почитувани колеги, зедаш збор, бидејќи сметам дека и амандманот кој што е даден од почитуваниот колега е корисен да се збори, меѓутоа се јави збор за да не реплицирам. Чисто сакам да објаснам колку што можам во овие кратки минути кои што ми се доделени, што е спортскиот рекреативен центар и зборам за Сарај и за спортски рекреативен центар Езеро Треска. За ваша информација и за информација за јавноста, ова прво ќе зборувам за спортски рекреативен центар Треска, односно Езерото Треска. Езерото Треска е изградено многу децении назад и за жал е во функција до 1998 година, кога е ставена во употреба, бидејќи водата во реката Треска е загадена, односно таа е од четврта категорија. Четврта категорија вода не се користи за, односно како пливачки капацитет. Само во 2003 година се направени одредено градежно работи кои што се во склопот на самото езеро. Направени се повеќе студии, изработена и физибилити студија и тогаш е ставено во употреба езерото Треска, се користеше во летниот период, меѓутоа со законот за денационализација, бидејќи таму има измешани имотно-правни односи, се појавија собственици на земјиште, странскиот инвеститор, заедно со тогаш градот Скопје, вклучително и тогаш кога го одржуваше јавното предпријатие Парко и Зеленило, тој повеќе не инвестираше во тој објект и од тогаш до ден денеска тој објект стои така како што стои. Во многу лоша состојба е. Ова прилика сакам да искористам тие луѓе што таму функционираат со скромни средства, го одржуваат онаков како што е. Сакам да упатам една голема честитка до нив. Меѓутоа, морам да констатирам дека градот Скопје оваа деценија назад, ама буквално немаше никаков интерес за да може тој објект да се стави во употреба или да се направи било каква некаква инвестиција. Се направи до душа една инвестиција, тоа е 2010 година, кога во езерото Треска, во водата, како што ви ја кажа, кој што е од четврта категорија, се пориби со амур и паструнка. Имаше интенција да функционира како рекреативен објект за спортските риболовци, меѓутоа и од тоа ништо не се направи. За да бидам концизен и децизен во однос на интенцијата на градот Скопје зошто не сакаше да го прави, не ми е јасно како имаше пари за шпанската фирма Идом од Билбао, која што официјално стана консултант на град Скопје, да изработи два проекти, и тоа едниот проект е за подземни, не се гаражи, меѓутоа туку за подземни сообраќајници и консултантски услуги за нов забавен парк во градот Скопје. За сите тие консултантски услуги градот Скопје плати ни повеќе ни помалку 400.000 евра. До сега, знаете сите дали има и подземни сообраќајници и нов забавен детски парк. За спортскиот рекреативен центар Сарај, кој што е во буквална смисла под градот Скопје, ама баш ништо се нема направено од, зборувам од градежни работи и инвестиции. Таму уште стојат од времето на Тито објекти, како што се олимписки базен, кој што е во никаква состојба. Се полева со вода, која што е од застарен тип, капка на капка и новите системи за полевање, такво нешто не постои. Се одржава во кондиција каква што е, меѓутоа до инвестиции нема ни градот Скопје, како после тој дел, после Ѓорче Петров, како е подзаборавен. Затоа
изгледов на говорница за да упатам еден апел, бидејќи за тој потек, за да функционира онака како што треба да функционира, потребни се сериозни инвестиции и пари. Општина Сарај тоа сама не може да го направи, бидејќи се потребни сериозни инвестиции. Градот Скопје мора и треба да биде вклучен во самата ревитализација на овие два објекти кои што се од исклучително значење за градот Скопје. Тој потек целиот, кој што почнува од Јасен, Матка, Треска, разборувам за реката, самото езеро, одејќи надоле спортско-рекреативен центар Сарај, потребни се, не може да се работи етапно, туку во самата целина. Заборав да ви споменам дека самото езеро е огромно, воденото огледало е само 130.000 метри квадратни, додека зелената површина е 180.000 метри квадратни, спортско-рекреативниот центар Сарај е 300.000 метри квадратни. Се работи за огромна зелена површина и водено огледало. Мора, за да се функционира тоа езеро, зборувам за Треска, да има пречистителна станица. Затоа е изработено, како што река, физибилити студија во 2003 година, меѓутоа сега е потребна нова, бидејќи се сменет и законските прописи и одредени технички и технолошки развојни фази. Само таа чини повеќе од 1 милион евра. Затоа се надева во иднина и градот Скопје ќе се уклучи и мора да се уклучи во овој процес, заедно со општина Сарај, кој што пак ќе потенцирам, нема можност финансиски капацитет да го одржува тој дел како што треба, и нормално владата на Република Македонија. Знам дека и со сигурност треба да ви кажам дека после новите локални избори тоа ќе биде возможно, бидете сигурни во тоа. На граѓаните на град Скопје му е потребен таков објект и ќе го добијат. Благодарам.